Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски. На сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушате најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега продолжуваме со најновите вести од Ньюкастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Во чест на најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, празникот Великден. Во големиот Великденски пост, како и секоја година, така и ова, почнуваме со осветување на домовите и тоа по населбите. Понеделник, 26 февруари, во Хамилтон. Вторник, 27 февруари, Тајзел, Излингтон и Мајфил. Среда, 28 февруари, Джанкшн, Варата, Уорабрук. Четврток, 1 март, Шортланд и Джезмон. Петок, 2 март, Мериленд. Сабота, 3 март, Силварич, Волзен. А за другите населби ќе најавиме во наредната програма. Почитувани слушатели, да најавиме дека се организира бесплатен автобус од Ньюкастел од пред црковната сала за во Сиднеј на протестот што ќе се одржи во недела на 4 март во центарот во Сиднеј. Значи патувањето ќе биде бесплатно за сите што ќе се јават. Во Сиднеј ќе се одржи во центарот Сиднеј Таун Хол, 483 Джордж Стрит, Сиднеј, со почеток во 10 сатот сабота, недалеку од станицата Таун Хол на Джордж Стрит. Автобусот од тука ќе поаѓа во 7 сатот, но вие треба да бидете тука во 6:30 за да пред црковната сала, за да можеме да стигнеме на време. За автобусот треба да се јавите кај Крсте Топевски на 0406 95 9823. Крис Веловски на 0414 29 6910 и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 да си обезбедите место во автобусот. Пакети за Македонија. За празни пакети изјавете се кај Борис Колтовски на 49 6846 49, а полните да ги донесете кај Борис во недела на 25 февруари. Нашата женска секција од Ньюкастел организираат игранка по повод празникот 8 март, денот на жената, и тоа во недела на 4 март
од 11 сатот пред пладне. Цената кошта $60 по лице. За деца од 5 до 12 години $25. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј Милева. Деца испод 5 години значи влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410 634310 и кај Су Бошев на 0414 417 207. Исто можете карти да си земите секој петок од 5 до 7 сатот на вечер во црковната сала пред да почне игрорната група. На ова забава ќе свири најдобрата група од Сиднеј, Сонја Динамик. Хамилтон Фест. Да најавиме дека нашата македонска заедница овде од Њукасел е поканета на фестивалот во Хамилтон и тоа во недела на 11 март ова година. Се почнува во 10 сатот сабањето, а парадата ќе почне во 1 сатот. Нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетови во 12 сатот. После тоа ќе има маса со наши македонски специјалитети јадења, како тавче, гравче, кебапи и други јадења. Генерален митинг. Ќе се одржи генерален митинг во нашата македонска сала со почеток во 1 сатот после ручек. Овој митинг ќе се одржи во сабота на 24 март. Да најавиме дека овој митинг е само за кои се членови или да бидат членови до 24 март, да можат да присуствува на овој митинг. Исто така нашата македонска заедница овде од Њукасел организират игранка по повод големиот празник Великден во нашата македонска сала и тоа во недела на 8 април. За повеќе информации ќе најавиме во наредните програми. Сега нешто за протестот во Сиднеј. Во недела на 4 март ова година ќе се одржи масовен протест во центарот на Сиднеј под името мотото "Ние сме Македонија". Наскоро ќе бидат соопштени повеќе информации за собирот на македонците во Сиднеј. На истиот ден ќе се одржи повеќе протести низ Австралија, Америка, Канада, Нов Зеланд и Европа во знак на солидарност и македонско национално единство. Сите луѓе кои имат крв македонска, заедно со сите оние што ја сакат Македонија, треба да бидат на овие протести и да станат дел од ова глобална иницијатива во одбрана на нашите човечкови права, на нашето македонско име, нашиот македонски идентитет и јазик. Ова е од работната група "Ние сме Македонија". Во Австралија и во светот се организираат мирни протести во одбрана на нашите човекови права за зачување на македонскиот јазик, идентитет и државност. Ги известуваме сите македонци и македонки ширум Австралија дека ќе се одржи овој протест на 4 март во знак на солидарност со нашите браќа и сестри во Македонија, како и да искажеме нашиот револт за незаконските преговори за нашето уставно име, Република Македонија, како и да тоа дека сме против нападите врз нашиот идентитет, јазик и нашата богата македонска култура и историја. Се покануваат сите македонски друштва и организации и поединци патриоти во што поголем број да присуствуваат на овие протестни собири. Автобуси ќе се организираат од сите градови. Јавете се кај представниците од македонските организации или на македонските радија. Сега нешто од поважните вести од Македонија. Мицковски, ВМРО ДПМН нема да подржи решение кое поразбира промена на уставот, а со цел промена на уставното име. ВМРО ДПМН нема да поддржува никакво решение кое ќе биде штетно за интересите на Република Македонија. ВМРО ДПМН нема да подржи решение кое подразбира промена на уставот, а со цел промена на уставното име, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во денешното гостување во емисијата Отворено на 24 вести. Тој додава дека ВМРО ДПМН нема да дозволи да биде ничие алиби за неуспех. ВМРО ДПМН нема да дозволи да биде изговор за неуспех на некого, бидејќи секој оној кој што самиот, како што знаат старите да кажат, си ја закувал чорбата, треба да си ја срка. Ниту ние ќе дозволиме да бидеме оправдување на неуспехот на некого, ниту пак ќе бидеме дел од решение кое што нема да одговори на интересите на Република Македонија, рече Мицковски. Одговорајќи на новинарски прашања, Мицковски вели дека црвена линија на актуелна влада е име со географска одредница, што сега дефекто е
нивна почетна преговарачка позиција. Географска одредница сега е почетна преговарачка позиција на македонската влада, а компромисот во секој договор мора да се најде на средина, што значи Македонија веќе има нарушена преговарачка позиција. И за двете страни да дојдат до договор, Македонија ќе мора да се прифатат максималистичките барања на грчката страна, додаде тој. Според Мицковски, грчката страна ја зацврстува својата преговарачка позиција со се поголеми барања, а македонската влада вели лицитира јавно со понуди и прави чекори кои тие ги нарекуваат гестови на добра волја, за кои што македонската страна добива палење на македонското знаме и повторно појава на андарите, односно Македонија не доби ништо за одстапките кои ги направи. Во однос на преговорачкиот коментираше од ВМРО ДПМН нема да дозволи да биде алиби за неуспех на владата на СДСМ, но и нема да прифати недоинствено решение кое е спротивно на интересите на Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН реагира дека владините представници постојано ги менуваат своите изјави и дават различни ставови во врска со овој процес. Тоа според него го прави и самиот премиер Зоран Заев. Прво тој имаше позиција дека ќе имаме референдум, потоа дека ќе имаме одложено референдум, за повторно да ја спомниме позицијата дека доколку се дојде до заедничко прифатливо решение, истото би било дадено на референдум. Гледаме лиферување со можни црвени линии, што секако не му помага на процесот, напротив. Мислам дека тоа штети на националните интереси на Република Македонија. Се насе една конфузна ситуација во моментов се случува во овие преговори и за жал мислам дека процесот во моментов се претвора од игра која што треба да понуди решение во блем гейм игра. До кога ќе трае и како ќе се менаџира во иднина, мој совет е да биде малку поинаку и да подобро визави она што сега се случува, но сепак преговорноста е на тие што го водат процесот од двете страни, истакна Мицковски во Вестите 24. На нашата многу сакана и поштована ќерка и сестра Мила Цветановска. Со наискрени желби честитки, од се срце го честитаме вториот роден ден, исто така и посакуваме многу здравје, голема среќа и безгрижно детство, заедно со сите најблиски и најмили. Убавите честитки ги испраќаат тато Адам, мама Џули и милото сакано бате Хери Цветановски. Po mnogo godini so nas prve slaviš, ti srećen roden den, vek da imaš radost sebe. I po mnogo godini so nas prve slaviš ti. Toplo te pozdravljam, den mi stije
mnogo godini solastan da slaviš ti srećen rođendan, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini solastan da slaviš ti. Со песната Среќен роден ден, многу здравје, голема среќа и весело во детството по повод вториот роден ден на нашата сакана внука и братучеда Мила Цветановска и посакуваат дедо Мајкол, баба Сузи, тета Мишел, тетин Љупчо и милите братучеди Ноах, Ајла и Лука Ристов. Пеам и се радувам, играм, не застанувам, нека чуе сиот свет, ја за тебе живеам. Роден, 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 роден ден, денес ти е дошол роден ден, роден, 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 роден ден, колку радост носи овој ден. Дојди сакам да те бакнам, многу среќа да ти посакам. Дојди сакам да те гушнам, многу љубов да ти подарам. Роден, 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 роден ден, денес ти е дошол роден ден. Среќен, среќен, среќен роден ден, колку радост носи овој ден. Чинам дека сонувам, од среќа полудувам и секад наоколу на љубов наша мириса. Роден, 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 роден ден, денес ти е дошол роден ден. Роден, 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 роден ден, колку радост носи овој ден. Дојди сакам да те бакнам, многу среќа да ти посакам. Дојди сакам да те гушнам, многу љубов да ти подарам. Роден, 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 роден ден, денес ти е дошол роден ден. Среќен, среќен, среќен роден ден, колку радост носи овој ден. Мола Бога љубов да ни чува, среќа со пари не се купува. Кога те нема не можам да дишам, а овој ден во срце ке го запишам. А овој ден во срце мое ке го запишам. Роден, 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 роден ден, денес ти е дошол роден ден. Роден, 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 роден ден, колку радост носи овој ден. Дојди сакам да те бакнам, многу среќа да ти посакам. Дојди сакам да те гушнам, многу љубов да ти подарам. Среќен, среќен, среќен роден ден, колку радост носи овој ден. Среќен роден ден. Со песната Среќен роден ден на нашата сакани поштована мила превнука Мила Цветановска, со полна душа и срце и го честитаме вториот роден ден, воедно и посакуваме се најубаво и највесело во иднина. Тоа се убави желби испратени од предедото Ристо, пребабата Драга Цветановски, како и баба Лена, дедо Том и тетките Кристи и Ема и чичо Николас, сите Трајчевски. Сите гости вечерва се тука, стари и млади, срце
nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostojna. Nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostojna. Srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostojna. Со песната Среќен роден ден. Со наискрени и најсакани желби честитки, како и многу весело и среќно детство по повод вториот роден ден на нашата сакана внука и братучеда Мила Цветановска и посакуваат дедо Пеце, баба Лила и војче мајко со Џордан сите Вртковски. Исто убави честитки испраќа и тета Джеки, тетин Алекс и многу саканата братучеда Алина Недановски. Со истата народна песна на нашата сакана превнука и внука Мила Цветановска, од се срци го честитаме вториот роден ден, исто така и посакуваме многу здравје, безгрижно растење во кругот на сите блиски. Сето тоа го посакуваат пребабата Нада, дедо Бранко, баба Джина, чичо Стивен, нина Јасмина, исто и Ребека и Мајкол со фамилијата Русев, како и чичо Џајсон, сите Стојановски. Исто така честитки испраќа дедо Денис, баба Јованка и стриковците Даниел и Мичол, сите Стојановски. Со истата народна песна, со наискрени желби и честитки го честитаме вториот роден ден на нашата внука Мила Цветановска, исто и посакуваме голема среќа, здравје и радост во иднина. Тоа се желби од баба Ваница со цела фамилија Белевски и дедо Гоце со цела фамилија Вртковски. Hodam i letam, smejam i šetam, ne starejam, ne sakam. Hodam i letam, smejam i šetam, slaveće me vika. Danas mi je roden den, ajde, ajde da nazdravi me ušteden. Festival, ajde, ajde da nazdravi me. Danas mi je roden den, ajde, ajde da nazdravi me ušteden. Festival, ajde, ajde da nazdravi me. Igram so deca, se družam so site, ne starejam, ne sakam. Hodam i letam, pejam i šetam, slaveće me vika. Danas mi je roden den, ajde, ajde da nazdravi me ušteden. Festival, ajde, ajde da nazdravi me. Danas mi je
продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Роден ден е денот. На нашето многу сакано синче и братче Ноах Христов му го честитаме 8-миот роден ден, исто му посакуваме здравие, голема стреќа и весело детство со сите најблиски. Тоа се убави честитки испратени од тато Лупчо, мама Мишел и милите сестрата Ајла и братчето Лука Ристов. Со песната Роденденска, среќен и многу весел 8-миот роден ден на милото внуче и братучет Ноах Христо му посакуваат дедо Мајкол, баба Сузи, вујче Адам, вујна Џули и саканите братучеди Хери и Мила сите Цветановски. За радост твоја и среќа твоја, денес џубо справиме, роден ден ти славиме. Помисли наши, срца наши, многу желби имаме, желби само за тебе. Нека ти е честит роден ден, нека ти е среќен, најсреќен, Господ здравје да ти подари, многу желби да ти оствари, да те прати само добрина, се достои една година.
naši do rani zori. Pesni tebe ti pene, ludo se veseli me. Vojedno oro je celo društvo razigrano, ludo ponapijeno. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogu želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogu želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogu želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Со песната Среќен роден ден. Пре дедото Ристо, пре бабата Драга Цветановски, како и баба Лена, дедо Том со децата Кристи, Ема и Никола Страјчевски. Испраќа честитки по повод 8-миот роден ден на многу саканиот превнук и внук Ноа Христов, исто така му посакуваат големо здравје, среќа, војднина и весело детство, заедно со сите најблиски и најмили. Со истата народна песна, нашето многу сакано превнуче и внуче Ноах Ристов. Му го честитаме 8-миот роден ден, како и многу весели среќни дечки години заедно со сите најблиски. Сето тоа го посакуваат пребабата Нада со дедовците Бранко и Денис со нивните фамилии, сите Стојановски. Čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavi me do 3. Danas mi je roden den, ajde društvo so mene, ke čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavi me do 3. Ale le, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Ale le, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ajde ovoj roden den, da mi bide poseben, ke čestam
čestam jaz. Happy birthday za mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ale le, danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Ale le, danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Hej, hej, srećen roden den. Ale danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Ale danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Да ги проследиме и соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Во чест на најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, празникот Великден. Во големиот Великденски пост, како и секоја, така и ова година, почнуваме со осветување на домовите по населбите, и тоа: понеделник, 26 февруари, Хамилтон; вторник, 27 февруари, Тајзел, Излингтон и Мајфил; среда, 28 февруари, Джанкшн, Варата и Уорабрук; четврток, 1 март, Шортланд и Джезмон; петок, 2 март, Мериленд; сабота, Силварич, Волзен, а за другите населби ќе најавиме во наредната програма. Почитувани слушатели, да најавиме дека се организира бесплатен автобус од Њукастел од предцрковната сала за во Сиднеј за протестот, што ќе се одржи во недела на 4 март во центарот во Сиднеј. Значи патувањето ќе биде бесплатно за сите што ќе се јават. Во Сиднеј ќе се одржи во центарот во Сиднеј, Теан Хол, 483 Джордж Стрит, Сиднеј, со почеток во 10 сатот сабањето, недалеку од станицата Теан Хол на Джордж Стрит. Автобусот ќе тргнува од Њукастел од пред црковната сала во 7 сатот сабањето, но вие треба да бидете таму во 6:30. За автобусот може да се јавите за места кај Крсте Топевски на 0406 959823, кај Крис Веловски на 0414 296910 и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, да си обезбедите место во автобусот. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесете кај Борис утре, недела, 25 февруари. Нашата женска секција од Њукастел организираат игранка по повод празникот 8 март, денот на жената, и тоа во недела на 4 март ова година во нашата македонска сала од 11 сатот пред пладне. Цената е $60 по лице, за деца од 5 до 12 години $25, а деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Имаме нови кувари ова година, Милева од Сиднеј. За карти јавете се кај Ленче Нечовска и Су Бошев. Картите може да ги земите секој петок од 5 до 7 сатот после пладне во црковната сала. За ова забава ќе свири најдобрата група од Сиднеј, Сонја Динамик. Исто така да најавиме дека се прославува 11 години од постоењето на нашата женска секција овде во Њукастел и 10 години прослава за овај ден, 8 март. Исто така да најавиме дека нашата македонска заедница од Њукастел е поканета на фестивалот во Хамилтон во недела на 11 март ова година. Се почнува во 10 сатот сабањето, а нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетови во 12 сатот. После во 1 сатот
ќе има парада. После тоа ќе има во Хамилтон, ќе има маса со наши македонски специјалитети и убави јадења како тавче, гравче, кебапи и други. Генерален митинг. Ќе се одржи генерален митинг во нашата македонска сала со почеток во 1 сатот после ручек за нашата македонска заедница овде во Њукастел. Овој митинг ќе се одржи во сабота на 24 март во 1 сатот. Да најавиме дека овој митинг е само за членови, мембери кои се и кои сака да се направат мембери до 24 март, за да може да присуствува на овој митинг. Се организира игранка по повод големиот празник Великден во нашата македонска сала и тоа во недела на 8 април. За повеќе информации ќе најавиме во наредните програми. А сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Ердоган вели: први го признаваме уставното име на Македонија и не мрдаме од тоа. Турскиот председател Реджеп Таип Ердоган за време на средбата со председател Ѓорѓе Иванов во Анкара ја повторил поддршката на Турција за интеграција на Македонија во НАТО и го реферирал и принципиелниот став во однос на употребата на уставното име на Република Македонија, соопшти прес-службата од кабинетот на Иванов. Ние сме први што го признаваме уставното име на Република Македонија. Она што го мислевме тогаш, го мислевме и сега. Ние не мрдаме ни лево ни десно. Турција во дипломатијата никогаш не се однесува двострано. Откако сме донеле своја одлука, ние умираме, но не се враќаме назад, рекол турскиот председател, истакнувајќи дека покрај признавањето на уставното име на Македонија и името на нацијата, Турција била првата земја што испратила свој амбасадор во Македонија. На средбата била констатирана и потребата за интензивирање на соработка во борба против тероризмот. Македонија изрази својата решителност во врска со нашата борба против тероризмот, особено ФЕТО, која е опасност за двете држави. Ова организација мора да ја искорениме од сите места во светот. Македонија е земја која направи конкретни работи во врска со ова битка, посочил Ердоган. Дачич вели: ние сме будали што ја признавме Македонија под уставното име. Ние сме будали што ја признавме под уставното име, српскиот шеф на дипломатијата Ивица Дачич во новогодишното интервју за агенцијата Бета вели дека Србија направила грешка во односите со Македонија, затоа што земјава го признала Косово под уставното име и го поддржува неговото членство во УНЕСКО. Србија направи голема грешка. Цела Европа и целиот свет го користат називот поранешна Југословенска република Македонија, а ние им удираме шамар на нашите браќа Грци и сега очекуваме од грците да ни го признат Косово, а Македонија ја признаваме навредувајќи ги грците, а тие секогаш гласат за Косово. Јас морам да кажам дека сме будали, вели Дачич за Бета. Тој додава дека Србија и понатаму во билатералните односи ќе го користи уставното име, но кога ќе комуницира мултирелатерално со другите земји ќе ја употребува привремената референца поранешна Југословенска република Македонија. Дачич вели дека едва чека во меѓународните организации да се појави некој став кој е важен за Македонија, за сите да видат како ќе се постави Србија по тие прашања. Србија не е играчка, па да може секој со нас да се игра. Ние на никого не му дозволуваме да не понижи. Ако на некој не му се важни нашите цркви и манастири на Косово и Метохија, тие беа запалени и уништени, и ако тоа не е доволно за некој биде макар воздржан во прашањето за УНЕСКО, тогаш морам да го поставам прашањето на суштината на нашиот однос, вели српскиот министер за надворешни работи. Дачич во интервјуто зборува и за проблемите во односите со Хрватска и Црна Гора, потенцирајќи дека и двете земји од поранешната Југославија многу им наштетили на српските национални интереси, без, како што вели Србија, да направи ниту еден потек кој бил насочен против овие земји. Расте притисокот Австралија да ја признае Македонија под уставното име. Расте притисокот врз австралиската влада да ја признае Македонија под уставното име. По неколку барања на австралиските парламентарци,
како и ветување на политичарите до голема македонска заедница пред секои избори во претседателот на парламентот на Нов Јужен Велс, Фредрик Наил, Македонија доби уште еден лобист, Австралија да преземе правилен чекор со признавање на уставното име. Мислам дека од година во година се создава подобра атмосфера. Имаме се повеќе поддржувачи во Австралија и лобисти кои што признавањето на уставното име на Македонија го гледат како една праведна кауза и мене ми е драго што со колегата господинот Наил најдовме заеднички јазик и ја имаме неговата поддршка, изјави потпредседателот на Собранието Антонио Милошевски. Наил, кој со години работи со македонска заедница, пред се во Сидне смета дека има кредит и кај грчката заедница бидејќи лобирал во австралискиот парламент за донесување резолуција со осуда на турскиот геноцид врз грчкото население во Турција во 1915 година. Тоа што можам да го направам кога ќе се вратам во Сидне е да го промовирам македонскиот интерес на повеќе нивоа. Потпредседателот им потенцира да се реши овој конфликт околу името на земјата да биде едноставно именувана со Република Македонија и да се финализира членството на Македонија во меѓународните организации како што е НАТО. Ќе сторам се што го промовирам интересот на Македонија во Австралија преку државниот и федералниот парламент и контактите што ги имам во федералниот парламент и со премиениот Тони Ебот, кој е мој пријател, изјави Найл. Според Найл, во сите контакти што го има во Австралија добил позитивни реакции за признавање на уставното име и неразбирање на националноста на спортот. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, голема стреќа и многу успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrt.